Почитувана јавност, СДСМ пропушти уште една прилика да кажат барем што виделе спорно во предлог декларацијата која ВМРО ДПМН ја поднесе во Македонското собрание по повод 150 годишнината од раѓањето на Гоце Делчев. СДСМ треба да каже дали за нив е спорно во училиштата да се спроведат активности со кои учениците ќе се запознаат уште повеќе со ликот и делото на Гоце Делчев, или тоа што се повикува Институтот за национална историја и Македонската академија за науки и уметности да организираат научни собири, или пак повикот можеби до медиумите со пригодни содржини да го обележат јубилеот од 150 годишнината од раѓањето на Гоце Делчев. Ниту еден аспект од понудената декларација не е спорен и истиот има за цел да ги обедини сите чинители во македонското општество околу значењето за ликот и делото на Делчев во револуционерната борба за македонската државност. За жал, не само што ова не обедини, туку и го подели повторно народот по истава проблематика. Тоа отвара сериозен сомнеж дека Ковачевски преговара за Гоце Делчев, а со тоа и за целокупната револуционерна борба за македонската државност. Ги повикуваме Социјалдемократскиот сојуз на Македонија да се вразумат и сериозно да ја прочитаат декларацијата. Ваквите брзоплети реакции има и за резолуцијата која ВМРО ДПМН ја поднесе во јули минатата година, но потоа ја прифатија и на тој начин се создаде национално единство и црвени линии. Очекуваме и сега тоа да се случи, бидејќи ликот и делото на Делчев се под еднакво рамниште како на идентитетските прашања, така и на сите суштински прашања поврзани со македонската самобитност и македонскиот национален идентитет.